Почитувани граѓани, денеска сакам да упатам реакција до Министерството за труд и социјална политика и до министерката Мила Царовска во однос на постапката и најавата од страна на Министерството за воведување на двосменско работење од 1 септември и работење со секоја прва сабота во месецот. Верувам дека оваа денешна моја реакција ќе биде добронамерно разберена од страна на министерката и Министерството во насока за подобра заедничка комуникација, се со цел заеднички да бидеме вистински сервис на нашите граѓани. За жал, мора да констатирам дека со ваквата најава за воведување на двосменско работење во градинките, можам само да видам дека се работи за еден популизам, за една политика и собирање на дневно политички поени во пресред на локалните избори. Прво сакам да реагирам на начинот на кој што Министерството за труд и социјална политика, начело со министерката, ја започнаа целокупно оваа постапка, односно со самата најава за воведување, која што беше направена со испраќање на еден мејл и тоа мејлот беше испратен само до директорите на градинките и веднаш потоа одржа пресконференција, без претходно да се направи заедничка подготовка и целосно во оваа ситуација беше игнорирана локалната самоуправа. Министерството за труд и социјална политика досега има испратено само едно известување и тоа на 18 август, каде што ги задолжува директорите, тоа известување е испратено директно до градинките, ги задолжува директорите за од 1 септември да започнат со воведување на двосменско работење и работа во сабота, односно работење во периодот од 7 до 14:30 часот, прва смена, втора смена од 14 часот до 21:30 часот и во сабота од 8 до 16 часот. Сакам да нагласам дека ние како локална самоуправа сакаме да помогнеме на граѓаните, да излеземе во пресред на граѓаните и за воведување на двосменско работење и работа на секоја прва сабота во месецот, но тоа никако не смееме и нема да дозволиме да биде на штета на нашите деца. Кога велам на штета на нашите деца, тука пред се мислам на начинот на кој што ова се планира да се спроведе, односно ние предлагаме, за да може да се направи квалитетно згрижување на децата, да се направи прво прецизна анализа какви се потребите на граѓаните, детална анализа, да се анкетира секој граѓанин, секој родител и потоа заедничка координација со Министерство за труд и социјална политика и со градинките и локалната самоуправа да направиме квалитетна подготовка за да имаме квалитетно згрижување на децата. Да не испаднат во текот на згрижувањето на децата, во текот на одвијање на целокупниот тој процес да настанат одредени проблеми. Мора да потврдам дека согласно Законот за локална самоуправа и Законот за заштита на децата, Советот на општината ги утврдува работното време на градинките, како и носи одлуки за отварање на дополнителни воспитно-образовни групи, за поголем опфат на деца. Исто така, Советот на општината ја усвојува годишната програма за работата на градинките и Советот го усвојува извештајот за реализација на таа годишна програма. Ова што го прави министерката, мора да потенцирам, е тотален хаос, исто така е на ранг на една диктатура, со комплетно игнорирање на локалната самоуправа и самиот процес на децентрализацијата. Вака не се прават реформите и вака не можеме да работиме за доброто на нашите деца. За овој тотален хаос сакам да презентирам два документа. Првиот документ е дописот кој што беше испратен од страна на министерката, подпишен од страна на министерката на 18 август до градинките и каде што, како што потенцирав, беше, односно точно е нагласено времето кое што треба да биде испочитувано од вработените во градинките, односно во прва смена работното време треба да биде од 7 до 14:30, втора смена од 14 до 21:30. Тоа е дописот што го испрати министерката до сите градинки. И овдека исто така беше во прилог доставен анкетен лист за кој што ние требаше да спроведеме анкета. Но мора да потенцирам дека се работи за период кога најголем дел од родителите децата не ги носат во градинките, односно е летен распуст, летен одмор и не можеме да направиме квалитетна анализа. Ние започнаме со анкетирање, но многу мал број на родители ги носат децата и ја немаме вистинската слика за вистинските потреби на сите родители кои што ги носат дечињата во градинката. Значи, многу лош период одбран за анкетирање, не можеме да направиме квалитетна анализа. И вториот документ, објавен на страницата на Министерството, на веб страната на Министерството за труд и социјална политика на 25 август,
каде што сега пак се потенцира дека вработените треба да ја почитуваат одлуката на владата со термините, односно саатницата која што веќе ја спомнав, но дека родителите можат во зависност од нивните потреби децата во текот на целиот ден да ги носат и да ги земаат во градинката, со тоа што почетокот би бил од 5:30 до 22 часот и секоја прва недела во месецот. Ова е таа контрадикторност на тие два документи кои што сакав да ги потенцирам, затоа сакам да упатам неколку прашања до министерката. Се надевам дека и за овие прашања ќе добиеме одговор. Прво, зошто дописот до градинките е испратен на 18 август, кога одлуката на владата е донесена на 10 јули? Односно, дали може да се заклучи дека целта било да се остави помалку простор за заедничка подготовка, се со цел да се направи еден хаос и да се прикаже дека општините и градинките не сакаат да излезат во пресрет на нашите граѓани. Второ, кој ќе ги пречека децата во периодот од 5:30 до 7 часот наутро и кој ќе ги испрати децата во период од 21:30 до 22 часот. Затоа што, напоменав, во двата документа што се од Министерството имаме неусогласеност на саатниците. Трето, дали има план министерката и како ќе се покријат трошоците кои ќе бидат дополнително направени за грејење, исхрана, дополнителни средства кои што ќе бидат потребни за вработените, односно обезбедување на согласности за вработување дополнително на воспитувачки, негователки, технички персонал, готвачки, се со цел да може да се покрие втората смена со работа и работа во сабота. И последно прашање, дали има намера министерката и во следниот период да ја игнорира општината и советот на општината, кои што се основачи на градинките и согласно Законот за локална самоуправа и Законот за заштита на децата, имаат надлежност за носење на одлука за работно време на градинките. Верувам дека оваа денешна реакција ќе биде уште еднаш, ќе потенцирам, добронамерно сватена од страна и препознатлива како добронамерна сугестија од наша страна до Министерството и до министерката, се со цел следниот период да го искористиме за заедничка координација, за да можеме да ги исполниме барањата и да бидеме вистински сервис на нашите граѓани. Ќе потенцирам дека двосменското работење во градинките, за да може да се воведе, потребно е пред се да се направи квалитетна анализа за потребите на нашите граѓани. Не вака како што беше предложено во рок од 7 дена да се направи таа анкета и во период кога родителите се на одмор и многу малку од нив ги носат децата тој период во градинка, и треба да се направи квалитетна подготовка со заедничка соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика, општината и градинките, квалитетни подготовки од аспект на просторот што ќе биде потребен, персоналот што ќе биде потребен за ангажирање, исхраната, трошоците како ќе бидат покриени и така натаму. Се надевам дека ќе наидеме на разбирање, односно заеднички ќе работиме да навистина бидеме вистински сервис на граѓаните и го исполниме ова барање кое што граѓаните, верувам, го очекуваат, да им помогнеме за згрижување на децата и во втората смена и во текот на викендите.